Првите денови на месецот септември, драги другарчиња, и годинава нам на децата ни донесоа голема радост. Таа радост беше наша, заедничка, и сите еднакво ја почувствувавме и ја доживеавме. Таа радост ја забележи и нашата камера. Затоа, со нејзина помош да се потсетиме денес уште еднаш на тие први септемвриски денови и на таа наша заедничка радост. Еве што забележа камера. Каде брзаат овие две девојчиња со цвеќе в рака? Каде оди ова другарче со својот татко? Се разбира дека знаете. Гледате, повеќето од нив имаат и чанти в рака. Да, тие сите брзаат кон училиштето. Започнува новата учебна година. Првиот час е тука и не смее да се задоцни. И радоста е тука. Големата радост што ни ја донесува првиот час од новата учебна година. О, каква е таа радост! И што представува таа, особено за оние другарчиња кои прв пат го пречекоруваат прагот на училиштето, за првачињата. Погледајте ги, тие се радосни и некако збунети. Затоа и стојат до своите мајки. Но учителките се тука. Тие ќе ги прифатат и ќе ги упатат во новиот училишен живот. Така, треба првин да се постројат и две по две да влезат во училиштето. Зашто тие веќе се ученици, а во училиштето од учениците се бара ред и дисциплина. И тие уште во почетокот треба да се навикнуваат на тој ред. Треба да бидат дисциплинирани уште во почетокот. Така, само две по две во ред. Ќе се искачат скалите и ќе се влезе внатре во училиштето. А кога ќе се влезе во училницата, кога ќе се седне во ученичката клупа, тогаш веќе се е поинако. Тогаш веќе првиот час започнува. Првиот училишен час. Ете, учителката е тука и треба да се слуша што зборува. Од денеска вие сте веќе во прво оделение. До денес вие бевте слободни, игравте, се веселевте, но некој од вас беа во детски граденки или во забавиште. А од денеска редовни ученици на нашето училиште. Јас сакам да бидете едни послушни, редовни во учењето, редовни во работата, во носењето на ученическиот прибор, а исто така и редовно да доаѓате на училиште. Денес, како прв час, ќе треба ние да се запознаеме со редот во училиштето, со задолженијата на учениците, а исто така и со вашата понатамошна работа. А кога учителката ќе заврши, ќе дојде ред и на нив. Првин треба да се крене рака, па да се стане. Така започнува запознавањето со учителката и со новите другарчиња. А така завршува и првиот час во запознавање. Затоа толку е убав тој прв час и толку радосен. А кога ќе заврши првиот час, тогаш пак се излегува надвор, во дворот. Одморот треба да се помине во весело играње, во радост и смеење. И меѓусебното запознавање треба да продолжи. И тука се разбира. Некој може би и огладнел, па ќе си подкасне нешто. Одморот е и за тоа. Но разговорите и меѓусебните договарања не треба во никој случај да престанат. Впечатоците од првиот час најадреле како река и треба да се искажат. Некој ќе се пофали со убавата чанта или со некоја игра што ја научил преку летото. Тоа е одмор.
кога тој ќе заврши, тогаш пак ќе се отиде на час. Пак мирно и дисциплинирано. Така денес, така и утре. И оваа година, драги другарчиња, последните денови од минатиот месец во Струга беше необично живо и празнично. Тогаш, во овој убав град крај реката Дрим и убавото Охридско езеро, се одржа веќе познатата меѓународна манифестација Струшки вечери на поезијата. Тоа беше вистински празник на поезијата, на незините творци и незините љубители. Три дена Струга, родното место на браќата Миладиновци, беше празнично украсена и радосна. 3 дена поетите од нашата земја и од многу други земји во светот го кажува обавиот поетски збор крај бистрите води на Дрим. И заедно со своите заљубеници го славеа својот поетски празник, на кој пријателството и љубовта кон се што е убаво и човечко бликаше од секој стих, од секоја песна. Секогаш почетокот на Струшките вечери на поезијата се означува со полагање венци на споменикот на браќата Миладиновци, што е пред нивниот дом во Струга. Така беше и годинава. Собраните поети со тоа им одадаа почит на овие видни имиња од нашата културна историја. На оваа свеченост зборуваше академикот доктор Харалампие Поленаковиќ, кој го истакна големото значење на браќата Миладиновци за нашата македонска поезија и литература, за нашата култура воопшто. Но овој поетски празник не беше само за возрастните. Тоа беше празник и за нас, децата, кои исто така ја сакаме поезијата и воопшто убавиот збор на литературата. Зашто, како и другите години, така и годинава во деновите на Струшките вечери на поезијата, свој малечок празник празнуваше и нашата литература за деца. Поголем број македонски детски писатели и годинава се сретнаа со своите читатели од Струга и им ги читаа своите најнови стихотворби. На оваа средба настапија писателите Васил Куновски, Волче Наумчевски, Лазо Каровски, Неџати Зекирија, Глигор Поповски, Јован Стрезовски, Стојан Тарапуза, Видое Подгорец, Васил Бујовски и други. Зошто е замислен Коле? Не знам. Тој од мене крие, прашајте го вие. Зошто си замислен, Коле? Сум замислен за слонот голем. Кога, например, облека тој би шиел, што мислите вие? Шивачот Джашен би викнал: "Оф, ми треба 100 метра штоф." Зошто му служи брадата на дедо? Брадата на дедо му служи како секој украс, како опашка од птица, како знаменце на брод, на авион или едноставно како медаљон. А потоа брадата му служи како четка, што ја става во дејство кога ќе му требе, а кога на скутот нучињата ги држи, со неја по тилот ги скокотка гребе. А кога им кажува приказни и бајки, тие од радост и возбуда вријат, па им се причинува дека брадата е шума во која безброј приказки се кријат. А кога понекогаш ќе тргне со баба низ градот да шета,
Таа со насмевка ѓаволеста му вели, би можела од брадата гуна да ти сплетам. Но најмногу брадата на дедо му служи нервозата да ја лечи, зашто кога ќе се наути, непрестајно со раците ја стиска јагмечи. Драги деца, јас сум од Прилеп. Имав еден дедо со едни долги мустајчи како крале Марко. Честопати тој ќе ме земеше на скутот и ќе почнеше да вика думба, думба, дивина, јавна којна кривина. Ама јас како дете бев многу исплашен од тој коњ. И се чудев, море дедо, која ќе пораснам јас. Која ќе напишам една песма, ќе ги изеди коњот тој. И вистина, која пораснам, напишам на дедовина песма. Му рекол, јас сум лавот, силен, лош, имам заби како нож, цар на земја силен див, 100 годишен јас сум жив. Штом се слушни мојот рев, бега мечка од тој гнев, мрзни живо се во страв, тресам гори, дигам прав. Арнама, честопати, јас така исплашен, ова, она, дедото сакаше да ми каже некоја смешна приказна. И тој ќе ми речеше, намислила мравка, да поса и просо, го викнала ракот да ора со носо. Дзинзири, минзири, јоп-троп-топ, да ора со носо. Место напред-назад, рак почна да оди, се чудела мравка, кој го тамо води? Песна за еден Мишо. А песната се вика "Што сакал Мишо да биде". Му здодеало на Мишо над книгите везден да чучи, му здодеало и не сакал веќе да учи. Посакал некаква работа да фати и за работата да му се плати. Решил да стане машинист, па пошол на станицата кај шефот на железницата и рекол: "Дајте ми локомотива, за машинист мене ме бива." А шефот кренал рака и рекол вака: "Машинистот е денес човек учен, со свршено школо и испит стручен. Ако имаш таква школа, бива, ќе ти дадеме локомотива." Мишо се свртел, излегол од тука и пошол на друга врата да чука. "Кај шоферите ќе идам, шофер ќе бидам. Таму ќе добијам служба и добра шоферска дружба." И тргнал со брзаница кон автобуската станица. Па веднаш, живо, здраво, кај директорот бувнал право. Се удрил в гради и рекол: "Од труд јас не се грозам. Дајте ми, молам, служба, автобус сакам да возам." А директорот кренал рака и рекол вака: "Шоферот денес е човек учен, со школо и испит стручен. Само такви знаења кој има, за шофер денес се прима." Мишо, засрамен, излегол и од тука. Решил да појде на друго место, во друга струка. "Ке појдам в поле, земја да орам, да сеам, да косам ливади росни и златни жита да жнеам." Се спремил, пошол, сред плодно поле дошол. Но што ќе види? Трактори орат, сеалки сеат, машини косат, машини жнеат. И разбрал дека и тука, на нива, без школа ништо не бива. Засрамен Мишо кренал и од тука и пак фатил редум од врата на врата да чука. Бил кај металците, и кај зидарите, и кај рударите, и кај браварите. 10 фабрики минал, еден чиф чевли скинал. И сегде му рекле да се јави, кога диплома в джеп ќе стави. И видел, не видел Мишо, морал пак в школа да се врати и одново за книга да се фати. Нашиот познат писател Славко Јаневски ја доби годинешната награда за книгата Песни за деца Црни и жолти. Оваа награда секоја година на Струшките вечери на поезијата ја доделува Радио Телевизија Скопје за најдобра книга за деца издадена во текот на годината. Средбата меѓу малите љубители на литературата и писателите што пишуваат за нив беше срдечна и радосна. На крајот таа прерасна во вистинско пријателство. Секој од присутните сакаше да се сретне со својот сакан писател, секој сакаше да има негов автограм.
Тоа беше средба што долго останува во сеќавањето, што не се заборава.